Во рамки на деновите за медиумска писменост, Советот за етика во медиумите одлучи да одржи една јавна седница, односно дебатата на седницата на Комисијата за жалби, да ја објави потоа јавно на социјалните мрежи, се со цел да биде одговорно, транспарентно донесувањето на одлуките во рамки на Комисијата за жалби. Жалителот во своите жалби наведува дека двата текста содржат неточни информации, дека постои апсолутна пристрасност и дека не е застапена втората страна. Дефинитивно станува збор за тема која што е од јавен интерес, меѓутоа начинот на кој што е обработена, мислам дека не задоволува голем број од новинарските стандарди. Значи, единица и 13 мислам дека се прекршени ако гледаме како новинарски текст, меѓутоа мислам дека не е новинарски текст. И мислам дека ова не е медиум. На овој начин практично текстот звучи многу тенденциозен, со напад на одредена личност и тука веќе нема апсолутно никакви показатели дека тоа што е кажано во самиот текст е вистина. И го наведува читателот и целата јавност која што допрела до текстот дека всушност тоа е единствената вистина и немаме ниту втора страна, ниту некакви показатели дека тоа што е напишано е фактичката ситуација. Најпрво да се изјаснам за моето гледање за прашањето за медиум или не, го третирам како медиум, затоа што сепак изнесува сериозни информации и допира тема од јавен интерес, а преку конкретниве два текста кои ги разгледуваме, ни дава пример дека станува збор за медиум кој што работи лошо новинарство. Затоа што и во двата текста недостасуваат повеќе примена на повеќе професионални правила и етички правила во новинарството, и тоа може да се изрази низ конкретни членови од кодексот. И исто така беше и овде констатирано, јас се согласувам дека има повеќе мислења отколку факти. Значи, мислат вака, мислат онака, а фактите не ги гледаме фактите. Во моментов се усвои така наречен Digital Service Act на Европска комисија, а се носи и Media Freedom Act. Транспарентноста како обврска што во моментов важи за печатените медиуми и за аудиовизуелните според законот за медиуми ќе важи, ќе мораме да ги усогласиме и нашите закони, ќе важи и за онлайн, за оние кои што објавуваат информации онлайн или онлайн информативните медиуми. Ова е една од најсериозните обврски од аспект на публиката и пласирањето на лажни вести и дезинформација. Men doni në mënyrë kritike, krijo të gjithë historinë. Ditët e arsimimit mediatik 2022, nga 25 tetor deri më 1 nëntor. Mësoni më shumë në mediumskapismenost.mk.